Почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска, 7 април, е денот на здравието. А немаме добро здравје без нормално функционирање на сите органи. Можеби најважна е работата на срцето. Токму денеска имаме и кардиолошка тема, ќе говориме за срцева слабост. Моја гостинка и соговорничка во студиото е насловен доцент доктор Саша Кјаева Анастасова, специјалист кардиолог од клиниката за кардиологија. Доктор Кјаева, добар ден. Ви благодарам што сте дел од добриот доктор токму на денот на здравието. Добар ден, благодарам на поканата за учество во вашата емисија. На почеток, што се подразбира под срцева слабост и колку е честа оваа состојба во Македонија, односно колку често имате во вашата амбуланта и на клиниката пациенти? Значи, благодарам на прашањето. Доста актуелна тема, доста голема бројка на пациенти со срцева слабост. По дефиниција, срцевата слабост е една, или конгестивна срцева слабост, е една состојба која што практично му невозможува на срцевиот мускул да испумпа доволно количество на хранливи материи на крв до периферната циркулација и до сите органи и системи, што во превод ке значи не само лоша работа на срцевиот мускул, туку и лоша прокрвеност на целиот организам, лош квалитет на живот за самиот пациент, нарушена работоспособност и многу честа проблематика која што денеска ја работиме на клиниката за кардиологија, со доста чести такви пациенти и прегледи. Бројката во Македонија, екзактно имам некои податоци кои што укажуваат дека и не е така мала, и во светски и во наши рамки. Над 100.000, сигурно околу 150.000 граѓани, значи на 1.800.000 популација, и не е така мала бројка, која што сериозно треба да не загрижи, нели, во самата превенција и превентивните кардиолошки прегледи, за да практично работиме да оваа бројка на пациенти е помала. Во светски рамки, некаде околу 2% од популацијата е засегната од оваа патологија, од срцевата слабост, што до 50 годишна возраст. Како старе е популацијата и веќе над 70-75 годишна возраст, таа бројка е многу повисока, значи околу 6 до 10% од популацијата веќе страда на таа возраст од срцева слабост. Кои причини доведуваат токму до слабнување на срцето или на работата на срцето, односно срцева слабост, и дали ова состојба многу често се поистоветува и со срцев удар, односно инфаркт? Дали треба да го поистоветуваме? Значи, тоа не се синоними. Срцевата слабост и срцевиот удар се сосема две различни состојби. Срцевиот удар, односно инфарктот на миокардот, е една многу сериозна и животозагрозувачка состојба, која што е во суштина проблем, компромитација на крвотокот низ крвниот сад што го храни срцевиот мускул, низ коронарната артерија, велиме ние. Значи, тоа е комплетно блокада и срцевиот мускул страда во тој момент, е ургентна една состојба каде што страда за кислород и за хранливи материи. Секако ние ги решаваме овие пациенти со можностите на клиниката за кардиологија во другите интервентни центри, и пациентите практично во првите часови од самата, ако направиме брза интервенција и диагностика, го спасуваме срцевиот мускул. Каде од пациентите каде што нема да се сочува срцевата снага или ќе се формира лузна на тоа место каде што срцевиот мускул страдал, тоа понатаму може да доведе до развој на срцева слабост. Значи, овие болни се една категорија, пациенти се една категорија која што во подоснежниот период може да развие знаци на срцева слабост, да влезат во една хронична фаза на срцева слабост. Значи, исхемичната природа на заболувањето, како што реков, миокардниот инфаркт, коронарната болест, пациенти со байпас интервенции, со стентирани пациенти, сите тие во најголем дел се најголема група на пациенти кои подоцна развиваат срцева слабост. Значи, како етиологија, како причина е околу 60% е коронарната артериска болест. Секако хипертензијата како ризик фактор, високиот крвен притисок, пушењето во 16%, и некаде хипертензијата и диабетот околу 8 до 10% партиципираат во бројката на пациенти кои подоцна може да развијат срцева слабост, пациенти кои што имаат проблеми со валвулите, со клапите на меѓусрцевите шуплини, со срцеви мани, може да развијат срцева слабост. Потоа пациенти кои што, да речеме, имаат посериозна настинка, значи не треба да занемариме дека една пролонгирана инфекција и настинка, дали од вирусно или од бактериско потекло, може да доведе до ослабнување на срцевиот мускул.
злоупотребата на наркотици, да речеме кокаин, хероин и така натака, Психотропни злоупотреба на супстанции. медикаменти, да. Сето тоа може да направи, да биде причина за развој на срцева слабост. Веќе имаме и гледачи на линија да ги слушнеме и нивните прашања, ќе продолжиме Може. околу симптоматологијата, диагностиката, но и третманот на срцевата слабост. Почитувани во програма сте, повелете. Добро утро. Добро утро, добар ден, повелете. Добро утро. Имајте убав ден сите во студиото и едно прашање за докторката. Јас сум, мислам, жена над 70 и некоја година. Многу одамна имам блок на срце. Меѓутоа, одам на контроли, ша одамна не сум била, ми викаат дека добро е. Во последно време осеќам многу јаки стегања на градите, ми тргнат рацете и не сум била на лекар, нели? И мислам, дали, сакам да прашам, дали уопште има некоја поврзаност со блокот на срце. Затоа што осеќам некои болки на страната на срцето. Дали е тоа од староста, да кажам, али има и тие ми се наводно добри, ама од, како рекла, наслаги имам од валјда нешто јадење повеќе. Од масноти. Добро, кажавте, од масноти. И сега се плашам дали нешто може да биде по-лошо, дали треба пак подобна контрола и... Така, ви го разбравме прашањето, ќе добиете совети и препораки од доктор Ќаева Анастасова. Ви благодарам за јавувањето, секој добро, господјо. Благодарам на прашањето. Малку неконцизно не разбрав дали станува збор за градна болка или симптоми на замор, пошто актуелната проблематика сега не е срцева слабост, меѓутоа секако пациентката кажа има некаков блок на срце. Треба да видиме дали станува збор за блок на гранка или блок во спроведувањето на срцевите импулси. Тоа се две различни работи. Стегањето и боцкањето може да биде и од кичмата, може да биде од вратниот столб со трпнењето на рацете. Така да за попрецизно нели да видиме зашто станува збор, треба да се направи еден преглед на кардиолог, да се упати од матичниот доктор пациентката на еден кардиолошки консултативен преглед, да видиме за каков блок станува збор. Значи правиме електрокардиограм, комплет, нели аналитички преглед на со статус на болниот и назначуваме испитувања. Да се најде причината дали е кардиолошка, дали е на вистинско место пациентот или се работи за друга проблематика. Од областа на физикалната медицина, која е доста честа на таа возраст. Многу често. Така, доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Едно прашање. Јас сум оперирана 2018 година од аорта валвула. Меѓутоа, после овие години ми пронајдува дека имам стеснување на валвулата. Реконструкција на валвула ми е правена. И дека имам стеснување на стеноза на валвулата. Што треба да направам? Ти ми рекоа требало стен да се става, не знам, ова, не знам, она, многу работи ми издакажала на кардиологија горе. И не знам што да правам, ако може докторката да ми каже што треба во тој случај да се прави. Накратко ќе ви даде препораки. Која возраст е пациентката? Која возраст? Да, на која возраст? 80 години. 80 годишна. Добро. Така, од 2018 така е интервенцијата. Ви благодарам, слушајте ги советите и препораките како да постапите. Вака, кога се работи за срцева мана, ако се работи за реконструкција конкретно на валвула, тие реконструкции зависно значи колку успешно се завршени или не, никој пат гаранција не даваме колку ќе нели валвулата биде компетентна, велиме колку долго ќе ја одржува својата функција. Кардиолошките прегледи ги правиме најчесто во првата фаза на 6 месеци, ако се работи прво, не знам за каков степен на срцева стеноза, значи за аортна стеноза се работи, за дали од лесен, дали од умерен или од тежок степен.
Госпоѓата што праша практично беше дали да се прави тави процедура. Тави процедури се практично новитет, тоа се практично протези, валвули кои што ги ставаме на аортна позиција, на местото каде што е практично направена реконструкцијата. Меѓутоа зависи од многу други во позадина, да речам, ризик фактори, перформанси кај самиот пациент, коморбидитети, така состојбата општа. Мора да се сепак направи еден кардиолошки преглед, да видиме во кој степен е засегната валвулата ехокардиографски, да ја процениме, значи каков степен на стеснување има, дали бара медикаментозно за еден период да ја следиме или ќе треба да се направи повторна реконструкција или евентуално тави процедура. Затоа и прашав за возраста. Кога се пациентите повозрастни, над 75 над 80 годишна возраст, практикуваме да ја дадеме како предлог опција оваа варијанта на имплантација на транскатетер валвуларна имплантација, практично да направиме комплетна реставрација на аортната валвула. Заради возраста да немаме несакани ефекти од општа анестезија, значи да не биде тоа класична операција на валвула аортна. И затоа прашав која возраст е пациентката, да знам зашто е сугерирано да се прави оваа процедура. Секако еден преглед на кардиолог да се дефинира. Да, веќе оди очигледно бидејќи има консултации, ќе ги слушнеме и следните гледачи почитувани во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Јас сакам да поставам едно прашање до докторката. Јас сум возрастна жена, над 77 години имам. Проблемите со притисок и со срцето ги имам уште од 2000-та година. Сега во 2019 година многу ми се влоши преку ден состојбата и отидовме не фати дежурство, примив некои лекарства и ме санираа, што се вика на таа, ме пратија дома, меѓутоа јас се бев помалацана, неспособна за движење и тоа траеше до 2022 година. Во 2022 година крајно ми се влоши состојбата во август месец беше. Отидовме на кардиологија и колабирав таму и ме земаја, ме направија не знам што, се најдов на интензивна нега. Бев неколку сати, можда пола ден на интензивна, ми се санира состојбата и ме слегува на оделение, ми направија другиот ден ехо и од тогаш одам редовно на контрола, примам редовно лекарства, се лечам на таа клиника, задоволна сум од докторот, меѓутоа сакам уште едно мислење да слушнам од докторката. Примам мепенто, аплерија, пренеса и по шема синдром. Тоа ми го прават на трансфузија. По шема ја примам од 2019 година. Од првиот. Сега овдека пишува диагноза 148, па 110, 151, ХФ, ПФ, не ги разбирам многу. Меѓутоа, докторот што ме лечи, крајно му сум благодарна и немам никакви приметби, меѓутоа како да не знам што имам. Што имам ова, прецизна диагноза, така. Секој одење на контрола ми вели докторот, срцето добро работи, еве се гледа на ЕКГ-то, меѓутоа јас ни 100 метра не можам додам. Имам двор, го имам измерено дворот, кај што има стаза, правам барем 100 метра да ги изодам и 7 скали после тоа треба да ги качам, се држам за држачите едва и за да влезам дома. Така. Ви благодарам, господјо, да, секако ќе добиете мислење и совет од денешната моја гостинка, да секој е добро. Ви благодарам што сте јавивте. Благодарам за прашањето. Пациентката, како разбрав по сите, еве да речам, кажувања, диагнози, дека се работи за пациентка која што има срцева слабост, која што има од ризик фактори хипертензија и има аритмија, заради што е приместавена на антикоагулантна терапија.
Се согласувам со терапијата, значи колегата чими пациентката е задоволна и си прави редовни контроли на клиниката за кардиологија. Може би треба да се направи апдейт, условно речено, на терапијата, може би треба да се додаде уште еден диуретик, бидејќи кажа пациентката прима диуретик кој што го штеди калиумот. Диуретик е терапија за измокрување кај оваа група на пациенти и вообичаено одиме со двојна диуретска комбинација кај пациенти кои што претпоставуваме по она што прочита по дијагнозите дека се работи за пациент кој што има сочувана, ние велиме, работа на срцевиот мускул, срцева слабост со сочувана ежекциона фракција, меѓутоа пациентката има симптоматологијата. Значи таа кажува не може да изоди кратка дистанца во дворот, не може да се качи на скали. Може би треба да се направи дополнување на терапијата за да на некој начин го направиме квалитетот на живот подобар кај овој пациент. Така, веќе кога стигнавме и до симптоматологијата, го слушнавме заморот, истоштеноста. Кои други симптоми, знаци треба да бидат аларм кај граѓаните, за да навреме побараат соодветна стручна помош, можеби најправено од интернистот на секундарно, па дури потоа на подетални испитувања и дијагноза на кардиолог. Значи, знаете како симптоматологијата кардиолошка и овие да речем во почетниот стадиум знаците на потешкоти во дишењето, намалена толеранција на напор, забрзано дишење, значи ние велиме диспнеа е отежното дишење една кое што пациентот го пројавува, а досега не го почувствувал како симптом. Пациентите вообичаено треба да се посомневаат на овие, значи, промени во здравствената состојба кога секојдневните активности не можат да ги извршуваат со истото темпо. Да речеме, ќе ви каже пациентот до пред кратко време можев да се качувам до 4-ти кат без проблем, сега морам неколку пати да застанам по скали за да направам пауза. Значи тоа чувство на недостаток на кислород во белодробието, чувство на забрзано дишење, тахипнеа ние велиме за голем број на вдишување и издишување во минута. Од друга страна, чувство на забрзана срцева работа, на неправилна срцева работа, треба сите тие да ни кажат дека нешто се случува во организмот за кое што ние треба да побараме лекарска консултација. Дополнително, ако пациентот ги занемари овие симптоми во првата фаза, може да се јават и отоци, прво околу глуждовите, потоа и на подколеницата, и да го отежнат одот на пациентот. Значи, ќе ви кажат тешки ми се нозете, значи не можам, чувствувам слабост, ми треба да застанам. И она што рековте, прво треба да се јават на матичен лекар, да кажат дека нешто не се случува, виделе дека нешто не е во ред во нивната здравствена состојба, да матичниот лекар направи првни лабораториски исследувања, нели еден првичен преглед, нели велиме електрокардиограм и една аускултација, слушање на белодробието, да се види дали има некаков наод, па секундарно здравство да функционира, да се препратат на интернист, да интернистот успее во оваа фаза да постави некаква терапија, дијагностика, и секако финално е клиника за кардиологија 8 септември, сите центри приватни кои што работат терциерно здравство, кардиологија. Така, да. Да ние практично кога ќе ни го препратат пациентот, да ние направиме низа инвестигации, дијагностички. Да најдете точната причина за таа состојба и дали се работи на вистина за срцева слабост или некој пат симптоматологијата се испреплетува и со респираторни заболувања. Не секој пат една кашлица и недостаток на воздух значат срцева слабост, посебно кај групата на пушачи. Значи тие треба да се видат и од страна на пулмолог. Значи за да може прецизно да разграничиме треба кардиолошки преглед, мислење, дијагностички, да се јас не знам дали да ги наведам сите процедури кои ни стојат на располагање, методи за да дојдеме до поставување на дијагноза. Значи тоа подразбира нели преглед кај кардиолог, лабораторија проширена со да видиме дали има слабокрвност во лабораторијата, бубрежната функција, тироидниот статус, хепаталните проби да ги направиме и ЕКГ секако, дали ЕКГ-то ќе ни укаже на некаков проблем во првиот момент кај пациентот, дополнително рентгенграфијата ни стои на располагање. Ехокардиографијата е на неинвазивна репетитивна метода која што ја правиме кај нашите пациенти и многу ни помага во дијагностиката. Тука ни е на располагање коронарографијата како дијагностичка процедура, електрофизиологијата кај пациенти што имаат проблеми со аритми и така натаму. Ако се исцрпат сите оние претходни дијагностички процедури, не можете да утврдите точно дополнително ни стојат на располагање сите методи. И убаво рековте дека се зависи од коморбидитети, односно и пропратни заболувања кои ги има пациентот за да знаете како да постапувате. Доктор Ќаева,
Како граѓаните може да знаат кој степен на срцева слабост го имаат според симптомите, еве, најопштата класификација? Так. Значи... И што може да прават, колкаво ограничување на движење и функционирање и нормално одвивање на секојдневните активности? Постојат повеќе класификации. Најпозната класификација и кардиолозите ние која што ја користиме, НИХА класификационата група, според Њујоршкото здружение на кардиолози. Таа класификација подразбира 4 класи на пациенти, значи 4 групирања практично врз основа на симптоматологијата и ги класифицираме пациентите во категорија. Првата категорија на пациенти се НИХА 1 класа, е најдобрата, да речем, класа за самиот пациент, бидејќи тоа се пациенти кои што практично и немаат симптоматологија, меѓутоа во изразена физичка активност веќе почнуваат да чувствуваат почетен стадиум на срцева слабост. Меѓутоа функционираат без поголеми потешкоти. И втората класа на пациенти се пациенти кои што веќе имаат лимитација во физичката активност, да речеме тоа подразбира одењето до пазар, пазарувањето во секојдневните активности, веќе чувствуваат дека им е проблем во смисла на еден замор, на забрзано дишење, потешкоти да стигнат до дадената дистанца и тие им е подобро во мир кога се. Значи да одморат, па потоа да продолжат со секојдневните активности. Веќе трета и четврта класа се пациенти кои што имаат поизразена симптоматологија. Тоа се веќе и потешки кардиолошки болни кои што бараат и почести хоспитализации. Пациентите во трета класа се пациенти кои што имаат изразена симптоматологија и при најмал напор, значи при одењето до тоалет тие чувствуваат замор и отежнато движење. И најдобро ми е да мируваат во кревет и да примаат терапија. Веќе четврта категорија на пациенти се терминална фаза на срцева слабост, кои што и во мирување имаат чувство на глад за воздух, една забрзана срцева работа, принудна положба во кревет со повеќе перници за да им се, не велиме ортопнеа, да им се олесни дишењето, да може да бидат во една вертикализирана положба, имаат изразена отоци, имаат на нозете, веќе и генерализирано слабост на целиот организам. Така да тоа се пациенти кои што се изузетно тешки и бараат многу почести контроли и титрирање, ние велиме, на терапијата, прилагодување. Според овие активности, можностите за активности кои ги споменавте, кога е време на време да се побара стручна помош од кардиолог за да навреме си се фати редот со терапија и редовни контроли, за да не Боже не дојде до трета или четврта класа. Што треба? Значи општо сите препораки што ние лекарите може да сме и кардиолозиве досадни, нели, за да речем рестрикција на некои навики, ризик и превенирање на некои болести со промена на животниот стил. Тука можеме да делуваме, тука можеме да направиме корекција и тоа е практично она што ги советуваме прво на сите пациенти да имаат здрав начин на живот, да престанат со лошите навики. Пушењето на цигари секако треба да биде да прекинат со таквата навика, консумација на алкохол да биде умерена, да практикуваат помалку солена исхрана. Тоа е клучно кај овие пациенти. Солта да не е повеќе од 5 грами на ден, што подразбира не повеќе од лажиче кафено да се досолува генерално во 24 часа. А ние знаеме да си јадеме и лута, и зачинета храна, и солена. Сето тоа прави волуменско оптоварување на срцето, повлекува течност и дополнително оптоваруваме срцевата работа, особено пациенти кои што веќе имаат, нели, попуштена кардијална функција, срцева функција на миокардот. Треба контрола на хипертензијата. Ако има ризик фактор пациентот да има добра контрола на високиот крвен притисок. Ако има дијабет, да биде тој контролиран од страна на ендокринолог, да биде добро прилагодена дозата. Високите масти, дополнителните болест на бубрези, една анемија, се тоа треба да го ставиме во ред, за да пациентот има добар квалитет на живот и да не дојде до кардиоваскуларни последици и врз основа на тоа компликации, па и секундарно срцева слабост. Така, докторка, ќе вклучиме уште неколку гледачи почитувани во програма. Сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас. Поздрав и до вас, повелете со прашањето. Од 2007 година сум правена операција за срцето, од 3 бајпаса имам. Добро. Сега, во последно време, значи, имам пред еден месец, не 30, бев на електроинститут. Имав многу забрзано срце. До 160 ми одеше 170. И ме упатија там.
Еве сега, за еден месец, срцето ми чука 140, 130 нон-стоп. Значи немам никакво... само на сабајле кога ќе станам, 65 е. А инако е 130, 135, 120. Никако не ми се симнува да е нормално. Така. Тоа сакам, ако може, доктор... Дали е вообичаено тоа за таа состојба и диагноза која имате, предпоставувам тоа ви е прашањето, да и како да постапувате, како што велите вие да го нормализирате. Ви благодарам, ќе добиете совети и препораки, секое добро. Вака, благодарам на прашањето. Се работи за пациентка која што, како кажавме, веројатно заради бајпас интервенцијата пред пар години има веќе развиено една состојба на срцева слабост, бидејќи погласно се надаме повозрасна пациентка. Таа аритмија, предпоставувам дека стана збор за аритмија, бидејќи спомна електрофизиолошка студија така, значи можеби треба да се направи титрација на терапијата. Значи можеби терапијата корекција треба да се направи, дали треба да се додаде некаков медикамент, бидејќи секоја побрза срцева работа, значи ќе го отежнува секојдневието, значи нема да и биде пријатно извршувањето на секојдневните активности. Нормално ако ви чука срцето 130-140, а една физиолошка состојба е 70-80, паничиме, да. Ќе ти прави дополнителен товар. Тоа подразбира, значи дека треба да направиме на консултација кај нас на кардиологија, да евентуално ја промениме терапијата аритмолошка и да додадеме ако треба уште еден медикамент кој што ќе ја стабилизира срцевиот ритм. Ќе вклучим уште еден гледач пред да продолжиме околу третманот и третирањето на ова, би рекол, хронична состојба. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Пациент од Прилеп се јавува. Повелете. Видете, поздрав докторката, имам две прашања. На 18 март јас бев на кардиологија во Скопје кај докторката Билена Зафировска. Така. Со диагноза ангина пекторис. И беше извршена коронографија без стент. Добро. Пошто сум со диабет тип 2 и хипертензија и астма бронхијална. И пошто треба и додам на оперативен зафат, само ми рекла дека имаш проблем со срцето и анестезиолог не ме приме за операција. И тоа е прашањето прво ми е. Зошто 170, 180 со 100, 110 ми е притисокот уште висок, а пијам ева тогаш редовна терапија утро вечер? И второто прашање ми е како да се откажиме од пушењето, пошто еве една кој треба тврда волја да се речи пример, еве јас ги откажувам цигарите, не пушам. Не. Има такви пациенти, еве кој јас пример што се труи, а не може да ги откаже. Дали има некаков друг медикамент или метод, нешто да се отстрани пушењето, пошто и јас верувам дека ми е мене штетно по здравјето. Така е. Благодарам многу. Ви благодарам. Секој е добро да ќе добиете одговори на двете прашања, да ова второто е посебно интересно. Да. Вака, прво однос на првото прашање, колешката добро што ви направила коронарографија, бидејќи поставила диагноза за ангина пекторис, тоа е една состојба која што практично укажува на градна болка која ние диагностички со коронарографијата може да, посебно кај пациент со повеќе ризик фактори, диабет, хипертензија, хиперлипидемија и астма, постои, значи кумулативни се тоа ризик фактори и добро што колешката го закажала да на некој начин направи на диагностичка коронарографија да видиме дали има запушување на коронарните крвни садови. Како разбрав, е медикаментозна препораката, нема интервенција со стент и тоа е добро. Во однос на притисокот што е висок, треба да се направи повторно, кога ние велиме кај пациентите, првата контрола е за месец дена. Значи во тој период даваме простор да лековите фатат свој тек. Така. А ако не добиеме одговор на терапијата, менуваме или појачуваме терапијата или правиме друга комбинација на лекови за висок крвен притисок. Во однос на третото прашање за пушењето како навика, да, верувам дека за дел од пациентите, за дел од луѓето кои што се страствени пушачи е тоа тешко. Меѓутоа, постојат програми за одвикнување. Да, сме посебно во центрите, да. Ете така, и пулмолозите се веќе поупатени во тој дел.
Те имаат посебна емисија сме правили и ќе направиме, така, конкретно, но се убаво се рече свесена и господинот дека се зависи од волјата и од желбата, меѓутоа она народски да се изразам, кога докторот ќе ви каже до последна фаза престанете со пушењето, значи е стварно крајно време да се престане. Така да има програми за одвикнување, постојат лепенки, постојат таблетки, значи постојат разноразни препарати кои што можат да помогнат, секако една прва добра мотивација кај пациентот и консултација со пулмолог да влезе во таа програма и да практично се обиде да промени нешто. А добра мотивација е да си зацртаме да сакаме да имаме здраво срце или нормална работа на срцето, што е многу важно во овој случај. Доктор Ќаева, како се третира срцевата слабост? Еве накратко дијагностичките процедури ги споменавте, со кои алат ќе располагате и какви се испитувања правите на кардиологија, меѓутоа околу третманот, дали станува збор секогаш за медикаментозен третман и до кога, до кое ниво може граѓаните да пијат апчиња за да ја контролираат срцевата слабост? Вака, зависи дали зборуваме за акутна состојба на срцева слабост или за една хронична состојба. Акутната срцева слабост е една ургентна клиничка состојба која што бара ургентен третман кај самиот болен. Тоа се итни, ургентни состојби. Практично овие болни ги хоспитализираме. Тоа е една, ајде народски кажано, тешка клиничка состојба со изразен напор за дишење, изразена диспнеа, ортопнеа, полна е плуќата со вода, еве како да се изразам да ме разберат гледачите. Практично немате воздушност во белодробието и ние мораме да го примиме пациентот ургентно да елиминираме таа вишок на течност од организмот. Тоа го правиме во единиците за интензивно лекување. Пациентот му даваме кислородна поддршка, му даваме диуретска интензивна терапија, нитропрепарати, се друго што е потребно, нели, во склоп на коморбидитни состојби на пациентот, да практично веднаш го олесниме од вишокот на течност. И таа е животно загрозувачка состојба, кога зборуваме за акутното срцево попуштање. Хроничните болни се пациенти кои што доаѓаат во различна фаза кај нас на клиника за кардиологија. Со медикаменти ги третираме, може да бидат во хоспитални услови, зависно нели во која клиничка состојба ќе дојдат, дали се за прием болните, дали се со генерализирани отоци нели по целото тело, дали имате еден лош клинички аспект, лоши параметри нели влезни. Во тој случај ние ги хоспитализираме. И да речеме првата контрола е за отприлика месец дена кога доаѓаат и да ги видиме како одговориле на терапијата. Има пациенти кои што си доаѓаат на редовни контроли, кои што се добро покриени со медикаментозна терапија и долги години они се добри. Значи ги на 6 месеци на година дена. Така. Со известни ограничувања, меѓутоа и корекции како што рековте претходно. Така, затоа и се тие контроли да ние практично направиме корекција кога има потреба да интервенираме со терапија. Во терминалната фаза на срцева слабост, кога пациентите, како што рековме, се во понапредна класа 3 и 4, се многу чести хоспитализации. Тие се хоспитализации на месец дена. И имаат изразито тешка клиничка слика овие болни и давањето на диуретска терапија интензивна многу не помага. Тогаш имаме дополнителни девајси, ние ги викаме. Значи постојат еве кардиохирургија веќе во склоп на кардиологија, имаме значи добра соработка и со овие пациенти ги препраќаме веќе за во терминална фаза секако трансплантацијата на срце е последната. Меѓутоа во нашата држава и на глобално на светско ниво е проблем донаторите на органи, донаторството на органи е во, да речам, во не така голема мера свеста, не е на такво високо ниво да ние практично донираме органи за на некого да помогнеме. Значи не е тоа само во Република Северна Македонија, туку тоа е и на глобално ниво. Има еден период додека пациентите се на листа за чекање за трансплантација, они добиваат, ние велиме, девајси, значи тоа се како апаратчиња кои што ја подкрепуваат левовентрикуларната или десновентрикуларната коморна функција. Значи тие се assist devices кои што помагаат практично како една премостувач терапија, бридж терапија до трансплантант. Значи постојат многу модалитети и внимателен избор на пациенти кои се соодветни кандидати за овие процедури и постапки. Навистина, времето ни е ограничено, имавме уште неколку аспекти, меѓутоа еве ќе завршиме со добра порака за да спасиме нечи живот или нечие, да му дадеме шанса за живот, да повикаме и на хуманост пред се на органодарителство. Така е.
така е неведен апел да на некој начин во фаза кога пациентот е за жал за некого, жал фамилијата, нели трагичен настан, собраќајка кога пациентот е помлад, кога сите органи се витални и можеме да на некого му поклониме живот, а чека е на листа на трансплантација, дали се работи за срце, дали се работи за црн дроб, за бубрези, да сепак сме малку со пошироки размислувања и сваќање и да ускочиме на некога, да му дадеме шанса за живот. Некој друг за живот. Доктор Ќаева Анастасова, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кој го споделивте со нашите гледачи и ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Благодарам на поканата. Почитувани, тука е крајот на денешната емисија. Вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а утре ќе говориме на тема изгореници со фокус на пациентите кои беа повредени во големата трагедија во Кочани. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!